Поштовани слушатели на Спортското радио, наши пријатели на социјалните мрежи, каде што ќе имат можност да го проследат овој денешен разговор, ние се собравме на интересна тема поради Дарко Панчев, како една од легендите на македонскиот фудбал и воопшто на македонскиот спорт, човек за кого долго време размислувавме како да доставиме посебен белег и би рекол каква трага на целата негова спортска кариера, на неговото спортско битие, ќе го наречеме, а заедно со Универзитетот Скопје еден исклучителен проект кој што беше во еден голем период наназад реализиран, на крајот да дојдеме до финализација и промоција на документарниот филм за Дарко Панчев, Патот на Кобра до звездите. Ќе му посакам добар ден и добре дојде во овие наши денешни разговори на ректорот на Универзитетот Скопје, Аце Миленковски, мој некогашен професор по географија, кога јас уште ги почнав тие училишни денови, се знаеме и од таму. Јас се надевам во пријатно расположение, денески интересни разговори овде и секако она што е многу битно, расположени да ја дочекаме промоцијата, чиј што генерален покровител на целиот овој настан беше Универзитетот Скопје. Да, добро утро и добар ден за сите слушатели на вашето почитувано, респектирано и многу авторитетно радио. 90.3 е позната бројка и го слушаат многу млади, но и постари како мене. Како почна соработката со Дарко Панчев, идејата цела за реализација на овој проект? Знам дека сте еден и од главните иницијатори на целата оваа реализација на овој документарен филм. Па ако кажам дека се е случајно, ќе морам да додадам, ќе се сложите и вие дека во животот, ама баш ништо не се случува така случајно. Кога ќе го спомнам или кога ќе ми го спомнете вие, Дарко Панчев, јас се сеќавам, тоа ме враќа назад долги години веќе во нашето најрано детство на улица Пушкинова во Кисела вода. Во поплавените згради, поточно, каде што живеевме и растевме во едно исто маал. Зграда до зграда, да кажем, на далечина од не повеќе од 30 до 50 метри. Но во овој проект јас се чувствувам многу почестен и многу горделиво, затоа што имав прилика да го гледам Дарко Панчев на стадион. Тој изборува од аспект на присуство на теренот. А јас зборувам од друг аспект, од присуство на јужна трибина. Тоа беше спектакуларно време, тоа беше време полно со самодоверба, полно со гордост, полно со... Едноставно тој беше наш херој. Херој кој што и до ден денеска се споменува како најголемиот кога е во прашање македонската фудбалска сцена, а особено кога зборуваме за Вардар како гордост не само на Скопје, туку на цела Македонија. Ги споменавме со Дарко и во разговорот кој што со него го реализиравме, оние 20-25 илјади навивачи кои постојано беа на градскиот стадион. Верувам од недела за недела кога Вардар играше дома, бевме сите заедно таму постојано. Следевте доста фудбал? Па секако, ние како деца прво уште не беше изградена јужна трибина, значи идевме на стадион пешки од Кисела вода со знаменцињата во себе на Вардар, се разбира. И тогаш важеше едно непишано правило, ако носите знаме на Вардар, ќе ве пуштат без карта. Сите ние децата влегувавме таму без карти. Се разбира, без знаење на нашите родители. Кај смеев да му кажам на татко ми дека кидам на стадион. Тоа беше помалку лудило. Не смеевме. Секако семејствата наши и нашите родители беа многу конзервативни, дел од целото тоа воспитување го носиме денеска и ние. И го пренесовме во нашите семејства, на нашите деца. И родителите на Дарко, и моите родители, и родителите на сите деца кои што раставме тогаш. Подоцна и кога се направи јужна трибина, па тоа беше како во котел, врие, клокоти. И им раскажувам на работа, им раскажувам на студентите, им раскажувам на младите луѓе, на моите соработници, асистенти, на останатите вработени, дека кога играше Вардар,
Па првите 20 минути тоа беше како страшна еуфорија, тоа беше ураган, тоа беше силно стампедо. Тука мораше да падне гол. И паѓаа најголемите тимови од тогашната Југословенска лига. А се разбира кој беше предводник на сето тоа. Нашиот сограѓанин, нашето дете од малото, нашиот херој, за кого денеска зборуваме и за кого денеска и вие ме повикавте и за кого јас сум почестен што можам да помогнам некако, скромно, да направиме еден ваков документарен филм. Но што сакам да додам при тоа, дека сепак требаше на некои од нашите да му текне. Државата да стави рака, што велат, на вакви проекти за да останат како историски доказ за постоење, бидејќи успесите со кои што Македонија може да се гордее и во поново време, особено оние од минатото, ретко кога ги имаме на вакви буквално филмски записи. Да, има една серија на македонските спортски легенди. Чинам дека почитуваниот Зоран Михајловски ги ја води таа серија, но тоа е скромно. Ние имаме многу херои на спортот во нашата татковина и мораме тоа да го изфаворизираме и да го исфрлиме на површина. Ние повозрастните може да се сеќаваме, меѓутоа сите вие помладите треба да знаете дека спортот е одамна присутен и тоа во големите височини на нашето поднебие. Небарбниот спорт. Колку денеска покрај сите обврски имате можност да гледате фудбал, спорт воопшто? Што Миленковски сака да гледа? Секако тоа ме поврзува од раното детство. Секако дека и кога беа новинарските тимови од спорт клуб, почитуваната телевизија нели во Белград, ме прашува за кого навивавте вие. Викам, јас моравме во југословенско време да се определиме за некоја, во малото така звучеше од некој од познатите четворки. Нели, белградските, односно српската двојка и хрватската двојка, нели, секако се тие Црвена звезда, Партизан, Динамо или Хајдук. И еден од нашите другари во тоа време во зградата вика, јас ке навијам за Војводина. Каде најде Војводина од сите тимови во кои ние навивавме за овие 4 тимови. Најголемиот дел навиваа за Црвена звезда. Добар дел навиваа за Партизан. Нашето навивање беше страста во тоа време. И ме прашуваат, а за Вардар? Викам, за Вардар ние не навивавме. Вардар го сакавме. И таа е големата разлика помеѓу навивањето од трибините и пренесување на љубовта и собствените чувства кои што ги вадевме од дали е источна трибина, дали е западна трибина, дали беше јужна трибина, подоцна која се изгради, сепак тоа на стадионот, на градскиот стадион, така го викавме порано, имаше прежешка и преубава и радосна атмосфера. Јас жалам што денеска ние немаме прилика, немаме за кого да навиваме. Во време практично и да нема што да се погледне кога се опрашање, зборувам за фудбалските надпревари, освен кога ќе додат оние репрезентативни надпревари кои што ги имаме квалификацијски. Имате ли можност дали воопшто имате желба кога патувате да поседите некој стадион, гледате некој надпревар? Секако, како не, таман работа. Прво, редовно на нашиот универзитет, ние впрочем сега и нели го променивме името, се надевам нема забуна во тоа. Ние до пред едно кусо време се викавме Универзитет за туризам и менаџмент, меѓутоа членувањето во Светската туристичка организација некако индиректно ни наметна да го промениме името и да се викаме Универзитет Скопје. Бидејќи тие цело време не вика ајде Универзитетот Скопје, што мисли, ајде Универзитетот Скопје, нели? И тоа така се наметна и додавме до реализација, така го сменивме името. Секако пред универзитетската зграда редовно на сите
европски првенства, сите светски првенства, сите значајни турнири и на македонската репрезентација, но и на Лигата на шампионите, сите добри утакмици ги следиме на надвор, кога имаме добри временски прилики, сите заедно вработени студенти на големо платно, на добро озвучување со точено пиво, со нешто мезе, кое што во зависност која репрезентација игра, така го менуваме и мезето. Да. Например, ако игра Италија, носиме пици, ако игра Германија, носиме тие ковасички карактеристични за Германија. И сега може да извлечеме многу. И тука се собираме. Во полошите временски услови одиме во некој ресторан, во некој кафуле, секако. И ова ми дава идеја, седејќи овдека, повикувајќи ме дека значајните утакмици во иднина од денеска па натаму ќе ги гледам тука. Во деветка кај Пандев. Во деветка, кај Дарко Панчев. Само она што уште сакам да ве прашам, имате ли некој спортист меѓу студентите во сите овие години наназад? Па видите сега, секако дека има. Значи, имавме ние кошаркари, имавме кајакари, имаме соработка со Македонскиот олимписки комитет и ги стипендираме врвните спортисти, редовно ги стипендираме, на тие даваат име и презиме, ние доделуваме стипендии и затоа имаме редовно спортисти. Еве да кажеме дека прво, вака нескромно ќе кажам дека синот мој е од рамките на боречките вештини, негов учител е Дејан Недев. Традиционално карате. Традиционалното карате, така е. Например, наш студент е и најновиот олимпиец во теквондо, Дејан, така, кој што освои сребрена, така е, која што ние викавме сите сребро, ама наше злато. Да, така е. Значи има меѓу студентите, да, секако. И не одговорив на вториот дел од претходното прашање. Да, во повеќе наврати, идејќи на состаноци и на конференции во Мадрид по повод Светската туристичка организација, го посетуваме Сантијаго де Бернабеу, или гледате по некој начин. Дали ќе се погоди Ел Класико, Реал Барса, дали ќе се погоди, например, сега отидовме да го гледаме со моето друштво Реал Ливерпул. Па ние од раното детство во 77 година, кога бевме прва година средно училиште, тогаш Ливерпул го освои првиот пехар на Европската лига, тогаш се викаше Лига на шампиони. Куп на европски шампиони. Така е. И од таа 77 моето потесно друштво, 7-8 деца од таа година, сега сме 7-8 дедовци со внуци, нели, повозрастни луѓе, така е, ние се уште навиваме за Ливерпул. Одлично, значи имаме уште една заедничка работа, освен тоа што имаме можности да се дружиме и на релација професор, секако ученик. За крај само можам да посакам убава промоција, бидејќи знам дека ќе бидеме сите таму, на промоцијата на документарниот филм за Дарко Панчев, она што секако го очекуваме, ќе има и бројни гости, и да го видиме целиот тој материјал кој што е снимен во целиот овој период, треба да остане навистина еден убав, верен запис за една навистина блескава кариера. Да бидам искрен, го немам уште погледнато работниот материјал, нити измонтираниот, но и кога зборувавме за тоа, јас сосема случајно, јас дојде до мене вашиот генерален директор и собственик на вашето авторитетно радио, господин Тони Митев. Вика, дали сакаш да влезеш со некаков проект, со некакво учество, да дадеш изјава за Дарко Панчев, како не, мислам, јас прво ми е чест и гордост да дадам било какво мислење, било каква реченица, било што да изговорам. Кога зборуваме за Дарко Панчев, тоа навистина не е обично блескава, него е премногу сјајна. Па единствен фудбалер кој што освои златна копачка. И мора да го признаеме тоа, јас сакам да го признам, бидејќи
Ние сме мала разлика во годините, тој е некоја година помлад од мене, но сепак неговата кариера е од улица Пушкинова до небо, Така, до звездите. До звездите. И со Црвена звезда и во делот со Вардар и таа шампионска генерација. Миленковски, ви благодарам многу за разговорот, што дојдовме простор ете малку да поразговараме за Панчев, за сите негови успеси. Здравје Боже, ќе се видиме во некоја наредна прилика и се надевам ќе соработуваме на уште некој проект. Дарко е нашиот национален херој, тука нема дилема во тоа и нема ни запирка, ни две точки, ни три. А за националните херои не треба многу да се говори. Зборуваат нивните дела. Дарко Панчев не за джабе го нарекува уште од малечок кобра. Тоа значи брзо реагира и лесно дава голови. И таков е и сега. Слушајќи го сега, додека вие го интервјуравте пред мене, токму таков е и неговиот надимак го опишува неговиот карактер. Да. Јас ви благодарам и се надевам дека ќе бидеме во тесна соработка и во иднина, не само за ова, туку и за многу други проекти. Јас го сакам спортот. Апсолутно, тоа е на взаемна соработка и навистина љубов кон спортот заедничка и на Спортското радио и на Универзитетот Скопје. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето, до следно видување. И јас ви благодарам и се гледаме во понеделник.